Добро вечер, почитувани гледачи на Ирис телевизија сте, вистинско време, точен термин, регионален магазин Отворена тема. Верувам дека ќе го задржам вашето внимание со вашиот и мој гостинка овој пат. Благица Киров, правен советник во едукативно-хуманитарната организација ЕХО, Скраденица Штип. Добре дојдовте во Отворена тема, господин Киров. Фала на можноста. Уште еднаш. Впрочем, ние разговаравме и како најава беше активностите ваши, кои се, што се, гледачите имаат дел информации од нашите вести, но 45 минути ќе поразговараме за активностите, за проектите, за она што работите, сработено и што ќе се работи. Меѓутоа на почетокот на емисијата почитувани гледачи да напоменам дека се отворени телефонските линии за ваше јавување 612 313, 612 314. Доколку се инспирирате од разговорот заедно со господја Киров и со мене, јавајте се и бидете дел од Отворена тема, дајте ваш допринос и дизајн на емисијата. Јас веднаш на почетокот на гостувањето ваше прашање, прашање информација до гледачите. Вие после извесен период сте во новите простории, бевте во Штипски сокак, сега сте во нови простории и активностите остануваат исти и продолжуваме на други различни проекти и така натаму, што е акцент, што даваме на 2016 година и впрочем, за гледачите информација каде сте сместени. Значи, на почетокот на 2016 би почнуваме во новите простории, кои што се наоѓаат на улица Христијан Карпош, број 6/4, тоа стара зграда спроти здравниот дом, поликлиничкиот центар. И достапни сме до граѓаните, лесно може да не најдат. Работиме секој ден почнувајќи од 9 па до 13 часот со бесплатна правна помош и понатаму на останатите проекти. Така, сабота работите? Сабота и недела не работиме. Така, меѓутоа достапни сте на граѓаните ако сакаат. Секогаш, значи тие знаат, оние што доаѓале кај нас знаат дека секогаш можат на телефоните да не најдат за совет и за помош и поддршка. Така. Правните работи во ЕХО се оставени на Благица Киров. Препознатлив е ЕХО по хуманитарните активности, меѓутоа најмногу препознатлив за граѓаните од Штип и од регионот е она што работите на проектот Пристап до правда, а најголем акцент на бесплатната правна помош. Да подсетиме, продолжуваат активностите? Активностите на проектот Пристап до правда се темелат на неколку годишното искуство на ЕХО, кое што го имаме во областа на заштита од семено насилство. Значи, и пред да се донесе законот за бесплатна правна помош, ЕХО, благодарение на донаторите, овозможуваше бесплатна правна помош на жртвите на семено насилство, така да овој проект за Пристап до правда се темели токму на нашето искуство и на можност што сега со законот за бесплатна правна помош ги имаат овластените здруженија да делуваат во рамки на еден систем на бесплатна правна помош. Овој проект Пристап до правда во Македонија, значи го работиме од 2011 со тоа што од 2014 година не финансира Европската унија. Така што се изведуваат активностите во соработка со неколку овластени, значи 2 години со 6 овластени здруженија, сега со 4 овластени здруженија очекуваме да се регистрира уште некое здружение, па така да се зголеми бројот на овластени здруженија што даваат бесплатна правна помош. Работиме, значи целта на овој проект е да се наблюдува како во пракса се применува законот за бесплатна правна помош, се со цел да се детектираат недостатоците и да се најдат, значи да се дадат препораки како да се надминат слабостите во законот и во праксата, затоа што се работи за мощна рестриктивна регулатива. Така. Имате ли контакти со работка со институциите кои се поврзани впрочем со Пристапот до правда? Да. Во секој случај системот предвидува да бесплатната правна помош се доделува од страна на Министерството за правда, меѓутоа во системот се вклучени подрачните оделенија на Министерството за правда, вклучени се овластените здруженија
И уште една алка, тоа се регистрираните адвокати за давање на бесплатна правна помош, така што неминовна соработката не само со Министерството за правда, подрачните оделенија и адвокатите, туку и со народните правобранители, со локалната единица со општината, со центрите за социјална работа, значи сите тие знаат каде можат граѓаните да добијат бесплатна правна помош, совети и информации. Меѓутоа граѓани му треба помош, нели, кога е бесплатна на повеќето граѓани и дојде добре дојдено. Меѓутоа што знаат најмногу да бараат, зашто посетуваат граѓаните? Јас многу пати кога дојдам да ве снимам, видам дека ви имате странки не само што и под регионот. Да. Што најмногу бараат? Ќе позборуваме за семејното насилство, меѓутоа надвор од семејното насилство, каде може Благица Киров преку ЕХО да им помогне на граѓаните? Најмногу граѓаните, значи, бараат правна помош, совет, информации за тоа како да се заштитат во еве да речеме заштита на нивни потрошувачки права, за долгови, за постапки покренати пред извршители за присилна наплата на долгови. Исто така можни чести се имотно-правните проблеми, значи прашања и проблеми, спорови од областа на оставината, утврдување права на собственост, да, на имот стекнат во бракот, легализација на бесправни објекти, потоа правата од областа на социјалната заштита, обично паричните побарувања, како да ги остварат и како да се заштитат кога има одбиено барање за остварување на право од социјална заштита, семејното насилство и сето оно што произлегува од овој феномен, од семејното насилство, работните односи. Значи тоа се тие области кои што се и таксативно наброени во законот за бесплатна правна помош, иако овој закон е рестриктивен и во правните области, значи имаме малку и надвор тие области прашања. Така. Колков период е госпоѓа Благица Киров ангажирана за пристап до правда во ЕХО, имајќи предвид дека ЕХО 13-14 години, не се лажам, веројатно во април ќе ги напомните. На 7 април 13 години, значи од 2003 година постои Сдруженијето ЕХО. Јас конкретно сум вработена во ЕХО од 2011 година, меѓутоа како правник, како надвршен соработник на проекти, вклучена е од 2009 година. Така. Ги познавате, значи, и проблемите, и работата, и мисијата на едукативно-хуманитарната организација, меѓутоа нели да одговорите на прашањето. Сакам да прашам, доаѓаат ли млади луѓе да се консултираат со вас? Доаѓаат млади луѓе. Доаѓаат и да се консултираат, доаѓаат и се интересираат и за работата на Сдруженијето, така да... Така. И сега кога сме кај бесплатна правна помош, секако препознатлива е вашата невладина организација по работа со семејно насилство. Еве, кои проблеми обично ги истакнуваат, каде интервенирате, пријавуваат ли мажи семејно насилство? Ние некако сме навикнати само нели кога е семејното насилство, нели жените точно е, меѓутоа нели има насилство и врз деца, затоа прашав младите или можеби и со машката популација, и која е процедурата, кои се советите кои им ги давате? Значи, пријавуваат кај нас во организацијата, многу често ние сме и првото место каде што доаѓаат и пријавуваат, меѓутоа имаме и такви кои што веќе пријавиле во полициска станица во Центарот за социјални работи, па се препратени кај нас за да обезбедат бесплатен адвокат за застапување во судски постапки. Доаѓаат најчесто жени, значи пријавуваат семејно насилство затоа што семејното насилство е родово базирано насилство, каде што што несразмерно ги погодува жените. Сме имале пријавување од страна на мажи, некои од нив и повеле постапки, меѓутоа тоа занемарлив број, иако верувам и се уште не е доволно ниту истражуван на национално ниво. Да. Децата како жртви на семејно насилство многу ретко пријавуваат. Во 2015 година имаше еден случај, меѓутоа не знам дали мислам дека не доби судска завршница. Иако сега новата регулатива, новиот закон ги третира децата како жртви на семејно насилство, кога директно трпат насилство, но и кога се сведоци на насилство и кога живеат во таква средина во која што има семејно насилство. Како ЕХО постапува, да речеме, да заштити некоја жртва на семејно насилство? Имате ли, не знам како е тоа организирано со прифатни центри во Скопје или комуницирате со полиција и каде? Значи, тоа што може барем дел граѓаните да го знаат, секако ви имате и деловни тајни за работа.
Имаме внатрешни интерни правила по кои што постапуваме како организација кога ќе ни се пријави семено наследство, и тие правила се изработени согласно законската регулатива, согласно протоколите за меѓусебна институционална соработка. Значи таков еден протокол сега на втората половина 2015 беше донесен и се темели на новата регулатива, упатува на соработка на здруженијата со центрите за социјална работа, полициските станици, судовите, значи сите оние органи што имаат надлежност да постапуваат во семено наследство, кога кај нас се пријавува семено наследство. Ние, значи, освен што го сослушуваме граѓанинот и даваме правни совети, информации, должни сме да ги информираме центрите за социјална работа за тоа дека сме имале пријава на семено наследство, како би можеле истите да стапат во контакт, да превземат соодветни мерки за заштита од семено наследство, и понатаму исто така им помагаме на граѓаните да се движат во тој лавиринт од институции, каде да пријават, како да отидат, можеби соодветен поднесок за писмено информирање на Центарот за социјална работа или какви се нивните права во полициска станица, во суд. Имаат сега според новата регулатива право на придружник, значи можеме да бидеме нивен придружник во институциите. Така, одлично, тоа е добро организирано. Рековме на почетокот на емисијата дека воглавно финансиите Европска унија, нели, преку неа идат. Долгорочно има до кога ќе работите, или ако се обезбедат средства, има континуитет, има потреба, значи веќе до подолг период. Значи ова година ќе работите, се надевам дека понатаму ќе продолжите на. Донаторите се странски, Европската унија, УСАИД, Балканскиот фонд за демократија, UN Women, тоа се тие донатори, ние постојано обезбедуваме средства. Меѓутоа се уште работиме на тоа да станеме еден ден идеално самоодржливи, меѓутоа во македонски рамки тоа е стварно тешко за постигнување, посебно што пак еве сме регионални, значи доаѓаме од региона, не сме во центарот на збиднувањата во Скопје. Од она што јас го следам, нели, за прилозите и од активизмот во граѓанскиот сектор, амбициозни сте, успевате, нели, да врзите крај со крај, така велиме Македонија, меѓутоа ви имате во многу проекти, значи вклучени млади луѓе, асистенти, координатори на проекти, значи работите професионално со платено лице, таму сте вие, госпоѓа Бети Пеева, ова прилика сакам исто така, нели, да ја поздравам. Амбициозните, а имате, ако не се лажам, и подружница во Скопје, и таму действувате. Во претходно, значи, регистриравме подружници во Струмица, кога имавме проекти што ги спроведувавме заедно со организација на жени во Струмица, активности од областа повторно на семејното наследство. Сега, бидејќи со новиот проект за продолжението на проектот за јавни набавки, имаме активности и во Скопскиот и во Полошкиот регион, имаме регистрирано подружници во Скопје и се надеваме дека успешно ќе работат и тие. Јас надам и оптимистум дека ќе продолжите професионално, нели, на полето на невладиниот граѓанскиот сектор да работите. Почнуваме гледача Благица Киров од невладината ЕХО, е мој и ваш гостин, отворени се линиите 612 313 612 314, во режија се Петар Жаркезов, Дарко Донев, Теодор Хусахацки ќе одговорат на вашите барања, доколку ви имате прашања и нели поставувате во отворена тема теми, дилеми да ги разрешиме заеднички. Спомнавте јавни набавки, пошироко да им објасниме на граѓаните еве што подразбират јавните набавки, кој аспект, каде контролирате и така натаму, потоа ќе позборуваме и за извештајите она што говорат. Тоа е ваша активност, исто отпорно продолжува и оваа година, не? Тоа е наша активност што веќе 4-та година, значи, трае, се работи за проектот НУСАИД за олеснување на пристапот на малите и микропредпријатија до јавните набавки. Значи, овие проекти, овие наши активности се интересни за економските оператори, за фирмите, малку помалку за граѓаните, иако ги трошат преку јавните набавки парите на граѓаните. Така. Да. Значи, во претходните години бевме сконцентрирани на малите микропредпријатија во источниот и југоисточниот регион, додека во следната година и пол ќе бидеме активни во Скопскиот и Полошкиот регион со истите активности, значи со обезбедување на бесплатни обуки за тие фирми на кои што би се обучиле како да учествуваат на јавните набавки. Сето оно што досега беше возможено на фирмите од овие
на источниот и југоисточниот регион, учество значи на бесплатни обуки, секојдневни асистенции, техничка помош доколку започнат доколку се во процес на учество во јавна набавка. Издаваме значи прирачници за учество, издадовме прирачник за учество во јавните набавки, потоа два каталога во кои што се наведени фирмите кои што досега учествувале и кои што се може да им послужат на сите фирми да се здружуваат заради заеднички настап на јавните набавки или пак на договорните органи за истражување на пазарот. Сега имаат и таква обврска да го истражуваат пазарот на јавни набавки. Договорните органи кога ги планираат. Има ли интерес, се јавуваат ли представници од малите микропредпријатија? Каде можат да ги добијат нели овие печатени материјали кои имате веќе? Така, значи постои регионалниот центар во Штип и уште еден регионален центар во Велес. Работата е координира Центарот за граѓански комуникација од Скопје. Во нашите регионални центри може да добијат техничка помош, асистенции и секојдневни значи совети за тоа како да се регистрираат на електронскиот систем на јавни набавки, како да добиваат информации за јавните набавки, за огласите за јавни набавки, како да спремат понуда, како да учествуваат значи на отварањето на јавна набавка, на електронската аукција и понатаму се до потпишување на договор за доделување на јавна набавка. Прирачниците се пристапни на нив? Прирачниците ги имаме значи во печатена верзија, а ги има и на електронска верзија на страницата за набавки.мк. Исто така на таа страница можат да најдат информации фирмите за тековните огласи кои што се дадени во категории по дејности, годишните планови на договорните органи, за да можат да се раководат во планирањето на тоа како ќе учествуват на јавни набавки, како ќе ги креираат цените и така натаму. Значи еден куп информации може да се најдат на занабавки.мк. Колку период работите на овој проект? Значи 2013 па наваму работиме на проектот за јавни набавки. Значи има интерес и продолжувате понатаму, финансиите од каде доаѓаат во главно за СЕД го финансира овој проект. Вклучени колку имате? Имате асистенти, имавте знам дека претходно? 3 асистенти во претходниот период, сега 2 асистенти кои што работат во регионалниот центар и асистенти кои што помагаат во новите региони, затоа што тоа че ние гравитираме кон источниот и југоисточниот, асистентите од Скопскиот, Полошкиот, значи ќе може да дават информации плюс и да ги анимираат малите фирми во тие два региони. Така, Бадиела не рековме дека имате подружница, имате работа во тој период, имате и ваше лице таму, така? Да. Така. Можеме гледат, че вие сте во отворена тема, редовен термин, јавувајте се и останете така, бидејќи следуваат сега моментите кога рекламите кои се составен дел од нашето функционирање, се тоа верувам дека ќе останете така. 612 313 612 314 отворени се телефонските линии, а ние продолжуваме после краткиот блок реклами гостинка моја и ваша, Благица Киров од едукативно-хуманитарната организација ЕХО, правен советник за сите правни работи, бесплатен совет и во канцеларијата, зошто да не може би и преку отворена тема. Режија одеме со блокот реклами, ви останете така. Елкос ЕТЦ за сите верни потрошувачи подарува ваучер за пазарување 5 пати по 6000 денари секој месец, плюс инстант подароци за вредноста на вашата сметка. Пица, кафе, чај, палачинка и безброј изненадувања. Со прашање и одговор до многу подароци, само за купувачите со фамилијарната картичка. Бидете дел од ЕТЦ фамилијата и побарајте ја вашата фамилијарна картичка. ЕТЦ Штип, каде купувањето носи насмевка. Енергијата по движење. Табмак. Табмак акумулатори. Квалитет препознаен од цел свет. Изворска.
во еко амбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска. Од Кожухчанка. Ова е Ана. Ана прегледа 305 туторијали на интернет за карбуратори, гуми и масло, изгледа 128 емисии за автомобилизам на телевизија и помина 413 сати на телефон со искусни автомеханичари. Сега Ана знае се за коли. Биди како Ана. Земи вид комбо и доби се во едно. Телевизија со најмногу HD канали, интернет, фиксна и мобилна линија за најдобрата цена од само 1199 денари месечно. Јавете се и нарачајте. Повеќе за вас. VIP. Гледаш, ова ти е мојот втор автомобил. А ова ти е роден ден на мојата трета баба. Мојата пета жена. А ова ти е мојот... Знам, века прозорец. Него никогаш нема да го промениш. Промонт инженеринг. Квалитетот има име. Автосервис Бушар. Чип тюнинг, подобрување на перформансите на вашиот автомобил. Центрирање со тродимензионален скенер за геометрија на возилото. Чистење на системот за врзгување на гориво кај сите видови моторни возила. Компјутерска дијагностика и анализа на издувни гасови. Автоелектрика и механика, ласерско центрирање на преден и заден трап, електронско рамнење на дискови, најбрза промена на манжети и течности во системот за кочење, резервни делови и моторни масла за чија промена следуваат посебни попусти. Автосервис Бушар, насело од Македонка на 4 километри од Штип. Во населба Сењак, во приземјето на Топ Инвест во Штип, Маркет Стандард 1 со стандардно висок квалитет и стандардно ниски цени. Звучи нестандардно, но ниме за квалитет, љубезност и ниски цени. Месарница во склоп на маркетот и производи за секој семеен буџет. Со сметка над 500 динари, подарок леп апурна на Маркет Стандард. За граѓаните од Пребек Кишчка, Маркет Стандард 2. Во кругот на поранешена стиба, мала пка без автомобил или такси, а за нашите вработени, улеснување на семејно жено плаќање до 3 месеци. Маркет Стандард. Финансиско друштво Алкоса акционерско друштво Штип. Во чекор со вашите финансиски потреби. Алкоса овозможува кредити на правни и физички лица. Потрошувачки кредити, кредити со залог злато, хипотекарни кредити и кредити со залог депозит или девизи. Ве очекуваме со одлична понуда. Вршиме откуп на краткорочни побарувања. Вашите недостасани побарувања со одложено плаќање ќе бидат откупени при што потребната готовина ја добивате веднаш на вашата сметка. Во чекор со вашите финансиски потреби. Алкоса Штип. Стварно е супер. Уж по едно од мене. Батка, значи стварно масло е зејтин. Брилијант и се е како подмачкано. Сдружение на возачи Штип. Се на едно место. Технички преглед и регистрација на моторни приклучни возила. Референт од МВР. Продолжување на регистрација. Издавање на регистарски таблички. Одјавување на возила. Проверка на возила во Интерпол. Хомологација. атести, АДР. Меѓународни возачки дозволи. Полномошно. Полиса за осигурување од автоодговорност. Зелена карта и полигон за обука на возачи. Технички исправно возило, безбеден сообраќај. Сдружение на возачи Штип. За топол дом полн со љубов. Изберете мебел од Драво Декор. Чувство кое се гледа. 20 години присутен во вашите домови. Драво Декор, Караармак. Нема да погрешите.
Продолжуваме со денешното издание на Отворена тема во студиото на ИРИС почитувани гледачи е Благица Киров, правен советник во ЕХО, невладина организација, едукативно-хуманитарна организација ШТИП, акцент најмногу на бесплатната правна помош даваат, меѓутоа сите оние хуманитарни активности се поврзани. Не, зар не, господи Киров? Јас сакам во овој момент да ви поставам прашање, кога е бесплатната правна помош, рековте работиме на полето на социјална заштита. Кои проблеми, каде, на што давате, нели, подршка, помош, што бараат граѓаните, кога станува збор за социјалната заштита? Така. Вака проекти од областта на социјална заштита, конкретни проекти немаме, меѓутоа полето на социјална заштита, правата на граѓаните од оваа област ги опфаќаме преку пристапот до правда, значи преку бесплатната правна помош, затоа што голем број на правни проблеми за кои што бараат помош се токму од полето, како што и преска напоменав, на социјалната заштита. Значи сите тие парични надоместоци согласно законот за социјална заштита, социјална парична помош, постојана парична помош, така наречена туја нега, додатоци разни за мобилност, за слепило, за глувост, граѓаните, значи информации и за постапката и за начинот на остварување на овие права и заштита кога им се одбиени барањата може да добијат кај нас во нашата канцеларија, да. Инаку каде можат да ве побараат? Имате отворена телефонска линија, значи, може да знаат граѓаните? Телефонот на организацијата е 032 384 143. Така, вас можат да ве бараат инаку? Можат, да. Така. Интересна активност проектна, ќе речем. Не знам дали уникатна, меѓутоа во регионот е веројатно, не сум слушнал дека друга невладна организација ќе се занимава со тоа. Меѓутоа ЕХО, најавивте вие сега малку поопширно граѓаните да знаат, ќе работи на полето поврзано со избори, со политички партии. Ние во Македонија сме препознатливи во регионот, ќе имаме избори, ќе немаме кога, како се трошат пари, така уникатни. Проектната активност како се вика? Значи тоа е проект кој што започнал негде непосредно пред Нова година, значи меѓутоа овие активности на терен на мониторинг на следење започнуваат од 1.1.2016 и се однесуваат на наблюдување на трошењето од буџетите и трошењата на политичките партии во предизборниот и изборниот процес. Тоа е проект кој што ЕХО, значи, го работи со други организации на територија на цела Македонија под координација на Транспарентност Македонија и Центарот за економски анализи од Скопје. Проектот е финансиран од амбасадата на Кралството Холандија во Македонија. И интересно е што ќе се следат, значи, трошоците за рекламната кампања на политичките партии на национално и на локално ниво преку неколку механизми, преку неколку алатки, преку теренско следење на активностите во рекламните кампањи, преку средби со советници од единиците на локална самоуправа, следење на медиумите локални, разговори со граѓани, ќе се прибират информации на тој како за тоа на кој начин се трошат парите во овој предизборен и изборен циклус од страна на политичките партии. Така, значи и медиумите ќе бидеме вклучени под... Не, преку вас медиумите ги дознаваме информациите, следиме како на терен меѓу граѓаните што има ново од страна на политичките партии. Така да. Веројатно проектната активност на Транспарентност Македонија и на сите кои сте вклучени произлега од некои претходни анализи, имате некои, нели, параметри, показатели од каде се тргнува? Транспарентност Македонија и претходно 2006 знам дека има проект за следење на политичките партии за тие избори во 2006 со извештаи, значи со ЦЕА соработувавме во 2014-2015 една година на еден проект за наблюдување на буџетските процеси, значи транспарентноста на буџетските процеси на 10 општини од југоисточна Македонија, така што тие организации имаат доста големо искуство и знаат со кои организации да соработуваат кога станува збор за вака интересни и ама сериозни проекти, кога се наблюдуваат трошењето, затоа што велат дека парите се темната страна на политиката. Така, темната страна на политиката. Имате тим вклучен во проектот, координатори, асистенти? Јас лично не сум вклучена, имаме, значи, 20 членови од ЕХО се вклучени и тие веќе имаат своји активности. Очекуваме дека некој извештај ќе има по завршувањето на проектот, ќе има извештаи и ќе бидат соопштени резултатите на ниво на Македонија. Како стам тука си обуки за нивните комуницирање? Имаше обуки затоа што ова е не многу
така не многу актуелна, не многу атрактивна тема. Благодарна. Не благодарна. До сега сме немали обуки, меѓутоа во поглед на ова што сега ќе го работиме, има обуки членовите. Така. Каква е соработката на ЕХО со, рековме, со институциите поврзани со правда и имате на извори ниво со локалната самоуправа? Да. Кога се во прашање информации, настани и ти организират каде е вклучен граѓански сектор, имате ли таква соработка? Секогаш сме биле вклучени, значи добиваме покани од општина Штип кога тие имаат обработуваат теми што се во интерес на граѓаните и на здруженијата. И секогаш кога можеме присуствуваме на нивните настани, на работилници, дебати, јавни трибини, така што и општо соработуваме, разменуваме податоци за фирми, за оно што за јавните набавки ви треба, така. Отворени се вратите, немате пречки, така. Да. Со другите локални самоуправи од регионот каде се работи исто на тоа поле, исто така, немате пречки? Немаме пречки, вака, зависи кој аспект го наблюдуваме од нивната работа. Каде се најосетливи? На кој аспект се обично локалните самоуправи осетливи? Осетливи се на буџетските трошења. Така имавме во тој проект што ви го напоменав Социјај форум што го реализиравме 2014-2015 година. Помалите општини не беа навикнати дека некој може да ги мониторира и да ги прашува како ги трошат парите. И не прашува зошто тоа ви треба, вие нема ништо да разберете. Во една прилика рекла дека беровчани многу не сакале да ги прашувате, јас така. Беровчани? Така. Не знам. Така. Во ред, секако вие ќе си ги продолжите активностите, сакам ја прашам кога станува збор на формирање коалиции, мрежување, соработка со други организации или граѓанскиот сектор, се поклопува мисијата. Имате ли такво искуство? Продолжувате ли во таква стата? Знам дека многу пати бевте членови на некакви мрежи, коалиции. Имате ли пак такви? Сега донаторите инсистираат, значи, кога аплицираш за некој проект да тоа биде мрежа, значи неколку здруженија да можат да ги остварат целите на проектот кои што се зацртани. Ние секогаш, еве за пристап до правда сме мрежа на овластени здруженија. Соработуваме со здруженијата кои што се овластени и за семејното наследство во националната мрежа за борба против семејно наследство, глас против наследство, значи нон-стоп сме во коалиција со здруженија кои што имаат слична мисија и визија. Така, значи продолжувате таа соработка. Каква ви е комуникацијата со Фондацијата за развој на локалната заедница, амбициозна фондација по Штип, ќе кажеме состојба, меѓутоа каква е вашето искуство или сегашната состојба или претходната состојба? Да, соработуваме на дебати, на трибини, на работилници, си помагаме кога има потреба од тоа. Отворени сте вратите. Да. Зошто го постави прашањето Штип дае допринос во развојот на граѓанскиот сектор и своевремено, па и сега ќе речем останаа малку организации, можеби на прсти ќе се изберат кои професионална работа како вас, нели со платено лице, со канцеларија, со тоа, меѓутоа фондацијата може да даде допринос, нели, доколку има добра соработка и со локалната самоуправа, зошто да не заеднички сите организации можат да направат нешто, па може би да заштитат објект, да реновираат неколку куќа, бидејќи со различни мисии, различни проекти, ако донесеме средства, таа идеја многу пати сме разговарали со Фондацијата за локалната заедница и мислам дека ќе може да даде доколку имаат слух, нели, луѓето кои одлучуваат во тоа понатаму резултати. Навистина би било супер кога би можело општина Штип да издвои еве простор. Верувам дека има простор за организации кои што немаат собствен простор, има и такви, да им се даде шанса да напредуваат, да можат да не мислат толку на финанси или да имаат финанси за други проектни активности. Зошто го постави, нели, волонтерски работат повеќето, нели, членови волонтери, волонтеризмот е убав, меѓутоа за некоја активност сепак треба барем минимални средства и поддршка. Треба да се издвојат средства затоа што навистина без средства пак не можеш да ги оствариш своите цели. И вие имате волонтери, предпоставувам, да требат. Има ли интерес млади луѓе да сака да се вклучуваат во вашите активности? Има интерес, колку што не дозволуваат можностите, вклучуваме. Секој со тоа што го интересира. Така. Организирате работилници, имавте претходно за со младите, еве да потсетиме кои организирате, можеби ќе има простор со новите проектни активности да организирате. Новите проектни активности, овие со јавните набавки има така обуки, меѓутоа се кон економските оператори, кон фирмите ориентирани обуките, се наменети за нив.
Обуки работилници секош. Организираме дори в ми тренинг центар в рамките на ЕХО. То беше во 2012-2013. За кои проблеми обично тренинзите беа? Тренинг центарот беше за обезбедување на тренинзи, значи обуки за оние невладини организации кои беа директни пружатели на сервисни услуги за жртви на семено наследство. Така што во рамки на тој проект имавме серија обуки, функционираше тој тренинг центар. И се уште сме отворени за тоа, која ќе... Сега да прашам колку на вас лично, колку на Благица Киров тренинзи, семинари, едукација допринесе, нели, професионално да се вложите. Вие можете во секој време да бидете адвокат, меѓутоа, еве така ми се чини и мислам дека давате, не се жалите на полето на бесплатна правна помош, работите. За да работиш на полето на бесплатна правна помош, навистина, ја мислам дека треба да си да имаш доста сензибилитет кон потребите на граѓаните, затоа што се работи за социјално загрозени граѓани. Значи, еве, еден куп обуки, многу работилници, многу дебати и се уште тоа малку сега повеќе простор оставаме за помладите, за да можат тие да научат. Се учи низ обуки многу, така што не знам. Јас лично добив многу од обуките, затоа прашав така. Па еве да кажам дека една од обуките за медиумско представување што ми е уште во сеќавање од далечната 2012 чином беше прекрасна обука и благодарение на таа обука. Таму бевме и новинари, меѓутоа имаше и од граѓански сектор. Ја при крај на емисијата една порака, нели, од името на ваше лично, од вашата организација ЕХО до граѓаните, зошто да посетуваат канцеларијата, зошто да не се притискаат и едноставно да биде непријатно, нели, кога имат потреба од искористување на правната помош, нели, тука сте им на располагање. Каде заштедуваат? Да, за нас работата со граѓаните, оно што не мотивира и што не инспирира, затоа што работата со граѓаните е вистинската работа на здруженијата и затоа би им порачала на граѓаните слободно да се јавуваат, кај во канцеларија да доаѓаат, значи на улица Христијан Карпаш 6/4, на телефонот 384-143, секој работен ден од 9 до 13 часот е бесплатната правна помош, да се вклучат во наблюдување на она како се однесуваат државните органи, општините, да бидат активни на полето на заштита и остварување на своите права. Тоа би им порачала. Така, сега со новата активност ќе можат ли граѓаните да помогнат околу следењето на трошењето на парите на политичките партии? Ако сметаат дека имат некоја информација што би можела да ни користи, секако дека да. Така. Еве тука некаде крајот на емисијата, оставам простор за нова средба за она што како ќе протечат активностите од мониторинг врз политичките партии, нели, рековме за време на избори, реклами и така натаму. Ви сакувам многу успеси, многу активности, зашто не да не потече иницијатива, па и од емисијата и од ваша страна една мрежа, едно здружување на повеќе граѓански сектор за во секој случај во регионот, да, меѓутоа и во Штип да се напат многу подобри работи, бидејќи граѓанскиот сектор, знаете, ако даде оној елексир најдоброто кај луѓето, идеите излегуваат, тоа нема цена, меѓутоа за активностите секако ќе треба, нели, и финанси. Ви благодарам на гостувањето, господи Киров, многу успех во проектните активности и ве очекувам повторно да дојдете во студиото. Ви благодарам и на вас за одвоеното време и за просторот и местото. Почнуваме гледачи, ова беше вечерашново издание Отворена тема. Благодарам на довербата. Останете со програмата на Ирис телевизија, iris.mk. Следете не, има интересни содржини за се да биде спакувано како што изгледаше вечерва. Петар Черкесов, Дарко Донев, Теодор Косакацки, Виктор Михајловски, јас сум Зоран Залински. Следната седмица повторно Отворена тема, а утре уште сега ви закажувам средба од екипата на Ирис телевизија, истиот термин, истото време за Отворена тема регионален магазин со нова тема и дилема. Секој добро и благодарам уште еднаш.